Почитувани граѓани, мислевме дека само шишињата имаат магична моќ да соберат 750.000 евра. Сме се излажали. Сличен марифет имаат и кутиите за чевли. Па дознавме дека во такви кутии може да се соберат се до 4,5 милиони евра. Се разбира, тоа не се случи и не се откри во Македонија, туку во нашата пријателска Турција. Јас сум свесна дека за овој премиер и за оваа влада 4,5 милиони евра се ситница. Така, впрочем, се изразија за оние 8 милиони евра кои ревизијата констатира дека биле злоупотребени од изградбата на само 11 споменици. Само 11 споменици од Скопје 2014. Земајќи го предвид тој податок, 4,5 милиони евра, се сложувам, за владата изгледаат малку. Меѓутоа, ќе ми дозволите моето прво прашање да биде поврзано со овој голем скандал, кој што ја тресе Турција и политички и финансиски. Билансот на тој корупцијски скандал е денеска влада која што е во процес на реконструкција, 3 министри кои очигледно поради некаква можна вмешаност дадоа оставка и помеѓу 60 до 70 високи полициски функционери. Не беше тоа, се разбира, тема за турските медиуми, туку е ова топ тема за сите странски медиуми во држава, во светот. И факт е дека оваа тема влијае на Турција и политички и економски. Она што е интересно е што во Македонија тоа не предизвикува речиси никаква реакција од страна на институциите во државата. А велам изненадувачки, заради тоа што една од земјите кои за жал се вмешани во скандалот е и Република Македонија. Имено, заедно со вестите кои што кажуваат дека една од големите турски банки се соочува со сериозни предизвици и критики заради вмешаноста во пренесување пари не само во регионот, туку дури и Иран, некако незабележано за голем дел од македонската јавност, а незабележано целосно и од македонските институции, помина веста дека еден од клучните луѓе на банка која функционира и овде, ја имплицира Македонија директно во овој скандал. Имено, директорот на Халкбанк кажа дека од парите кои што во кутии за чевли биле најдени во неговиот стан, 1 милион евра биле наменети за Македонија. 1 милион евра кеш во кутии за чевли. Но тоа не е се. Страшната информација која излезе во странските медиуми, но многу малку и срамежливо во неколку похрабри македонски медиуми, беше дека 900.000 евра веќе на некаков начин успеале да ги префрлат во Македонија. Моето прашање, господине премиер, е кој е тој начин? И како во нашата држава практично 1 милион евра можат од една адреса во Турција да стигнат на друга адреса или адреси во Македонија. Точно се сеќавам дека пред месец и половина имаше објавено вест за голема победа на македонската полиција која успеала да запре и да задржи во притвор граѓанин кој што носел 20.000 евра во кеш. Оние со 750.000 евра останаа само на ниво на текст. Господине премиер, освен тоа што се надевам дека ме слушате и мене, освен суфлирањето на министерот за финансии, се надевам дека ги следите медиумите и дека имавте прилика да ги прочитате овие информации. Дали го поставивте клучното прашање? На каков начин во Македонија со многу потешкоти, но сепак успеваат да влезат 1 милион евра во кеш? Дали тоа некој во оваа држава го констатира? Дали тоа некоја институција го проверува и дали денеска можеме да знаеме на кого биле наменети овие 1 милион евра? Или сметате дека и 1 милион евра е многу ситна сума? Факт е дека овие 1 милион евра не биле очигледно влезени по нормалните канали, бидејќи и самиот директор на банката потврдува неколку други податоци. Дека тој не можел, замислете, директорот на банката одлучил дека не може парите да си ги внесе во собствената банка,
туку ако сака да ги трансферира во Македонија, дека треба да си ги чува дома и во кутии. Не знам дали во кутии дошле во Македонија. Не знам колку кутии за чевли се потребни за да се пренесат волку пари. А и не знам дали Министерството за внатрешни работи проверува какви све чевли или чевли во наводници добива нашата држава. Јас би сакала ова многу едноставно прашање да го одговорите директно и без заобиколување, без оправдувања и без обид, како што беше видлив да се направи на институциите, да го премолчат целиот скандал. За овој скандал и неговите последици се зборува во сите медиуми, а на оваа тема сите македонски институции кои беа прашани за одговор решија да молчат. И затоа интересно е кога некој ќе носи 20.000 евра во кеш и ќе биде фатен на граница, бидејќи се разбира обичен човек, тогаш да се прогласува голема операција. А кога некој ќе внесе во Македонија 1 милион евра, во тој случај, место голема операција, да гледаме голем и координиран молк на институциите. Се разбира дека ова е само врв на ледениот брег. И јас заради тоа второто прашање ќе го продолжам во истата насока. Имено, господине премиер, еве ги едни меѓународни проценки за тоа колкав капитал нелегален е присутен во одредени држави во целиот свет. Ова беше спомнато на една наша дебата, до ден денеска никој од власта не реагираше. Еве меѓународни проценки за нелегалните финансиски трансфери велат дека во Македонија во 4 години ваше владење просекот на милиони долари, се извинувам, не евра, е 1024,5. Сакате нешто да ми кажете, министр за финансии? Ви го кажа, вие слушавте и не реагиравте. Интересно е, господине премиер, денеска ќе ви суфлира министерот за финансии, тогаш кога можеше да реплицира на оваа тема, тој одлучи да молчи. 1024 милиони долари во Македонија нелегални финансиски трансфери. Според другата проценка, блиска е, негде околу 800 милиони, еве земете 800 милиони. Знаете колку се поголеми од 4 години претходно? Дупло. Знаете колку се во Албанија, нелегалните Албанија, која што често пати била поим на нелегални финансиски трансфери. Еве, во последните 4 години 280 милиони долари. 1 милиарда 24 милиони долари. И сега ви стануваат јасни констатациите во Македонија дека лесно луѓето во власта заработуваат по 1 милиарда. 1 милиарда годишно. Нелегален трансфер. Јас би сакала да ве прашам, господине премиер, на што се должи ова? Како го оценувате овој драстичен пораст во нелегалните трансфери? И предпоставувам дека од вашите министри ќе барате повеќе одговорност, а помалку суфлирање. Бидејќи нивната задача е да го променат ова, а не само од место да дофрлаат. Интересно е, например, и може би тоа го објаснува целиот овој случај, кога ќе ги видите некои од трансферите кон Македонија. Па ќе видите, например, дека во 2010 година, истата година кога е спроведено и ова истражување, ќе видите дека во Македонија на име или странски инвестиции се влезени 62 милиони од Сент Винсент и Гранадини. Втори инвеститор по големина. Мало острово, даночен рај. И се ви станува јасно. Ќе се исцеди 1 милиарда од државата, а нешто што сакате да легализирате, ќе се врати од даночните раеви. Господине министер и господине премиер, очекувам ова прашање не да го сметате, се извинувам колега, кога зборував имавте право да прашувате. Ова прашање да го сметате за сериозно прашање кое што покажува дека во Македонија пари течат на сите страни, ама само нелегално, само црни. Затоа, колку ли кутии чевли излегуваат од нашата Македонија само на тема нелегални трансфери? Кој ја носи одговорноста, господине премиер? Благодарам.